Некаде на средина помеѓу минатото и иднината се наоѓаат нечии зборови, дела, спомени. Велат, она што поминало не се враќа, но документите за нечие постоење не се само доказ за минатото, туку и потврда за вистината. Токму тука, на половина пат помеѓу минатото и сегашноста, се среќаваат документите кои се дел од Државниот архив на Република Северна Македонија. Тие се ризница на колективната меморија и создаваат основа и траен белег за нашата национална свест. Кој е всушност значењето на Државниот архив? Сознанијата за минатото и за историјата воопшто не би биле возможни доколку не постојат државните архиви, бидејќи со нивна помош може да се разбере минатото и неговите позитивни вредности, како и неговото значење за опстојувањето и за идентитетот на која било нација и држава. Државниот архив на Република Северна Македонија е мощна значајна историско, научна и културна институција која оваа година одбележува 70 години од своето постоење. Таа е формирана во 1951 година со указ на Народното собрание на Народна Република Македонија. Меѓутоа, првите чекори на архивистиката во Македонија, на тлото на Македонија, не започнуваат во 51, туку на почетокот на 20 век, во 1926 година, кога кралството СХС создава во Скопје археолошки музеј, во чии рамки функционира едно одделение за архивистика. Тука практично се создаваат првите кадри за архивистика на Македонија, меѓутоа потоа има прекин во таа работа и официјално се смета 1 април како ден на архивистиката во Македонија и на создавањето на Државниот архив на Македонија. Можам да кажам дека во текот на овие 70 години Државниот архив поминува низ еден се гради како навистина значајна институција и е темел на нашата, како што рековте, историја, култура, традиција и на се она што се го карактеризира националниот идентитет. Во Државниот архив работат околу 270 работени, ние имаме и 9 одделенија на површината на цела држава. Тоа е во Битола, Прилеп, Велес, Охрид, Тетово, Куманово, Штип, Струмица и се разбира градскиот архив во Скопје. Секоја подрачна единица ги опфаќа и другите општини, например Тетовскиот опфаќа Полог, Охрид опфаќа Охридскиот, Кичево, Дебар, така што секој архив е подрачно одделение. Во 1965 година се носи нов закон за архивска граѓа, каде што за прв пат Државниот архив се го променува своето име и станува Архив на Македонија, а околиските архиви го добиваат називот на историски архиви. Во 1973 година, за да се подигне архивската дејност на повисоко ниво, се носи нов закон кој што го носи името Закон за архивската дејност, и тоа е првото законско решение и осамостојување на Република Македонија на ниво на самата република во склоп на СФРЈ, и со тој закон се развива дејноста на архивското и каталогиското работење на своји собствени основи во Република Македонија. Во 1990 година е донесен Законот за архивска граѓа, кој што закон ги интегрира за прв пат Државниот архив со околиските, односно историските подрачни одделенија и станува едно единствено правно лице, и Државниот архив почнува да функционира во смисла како интегрирана управна организација. Од 1990 година па се до 2012 година, кога е донесен новиот закон за архивски материјал, и со кој што закон се дава нов придонес и нов импулс во развојот на Државниот архив.
почетоците на архивската дејност датираат од почетокот на 20 век во Македонија, па дури и порано, меѓутоа официјално од почетокот на 20 век, односно 1926 година, и дека има мощни стручни кадри овде во Државниот архив, архивисти кои се занимаваат со прибирање на документи од приватни иматели, меѓутоа им помагаат и на сите институции во однос на средување на таа документација, бидејќи сепак тоа си е специфична методологија, специфична работа која си бара и страст и љубов. Архивскиот материјал е заштитено историско и културно наследство и представува траено национално богатство. Токму Државниот архив е почетната точка во истражувањето на генезата и развојот на една нација. За историчарите и лицата кои се занимаваат со историографија, основен извор за настаните од минатото се пишаните историски извори, а тоа е архивскиот материјал. Токму тој како пишано културно наследство сведочи за постоењето на луѓето на некој простор и во некое време и е најдобар показател за реконструкција на одредени настани. Затоа, архивистиката како самостојна наука има поставено за цел да го проучува архивскиот материјал како дел од културното наследство. Чувањето на документите е фундаментална активност на архивите. Без документи не може да има одговорност и владење на законот. Затоа, пристапот до сестраните и сигурни информации е услов без кој не се може за транспарентно, доследно и способно работење на секоја влада. По самата функција, архивот треба да ги сочува документите кои што се произлегуваат од разните институции во државата, но исто така архивот, нашиот архив, ако и другите архиви, прават истражувања по другите архиви и преземаат документи кои што се значајни за историјата на народите кои што живеат во оваа држава. За нас најзначајни се разбира тие архиви од тие земји во кои што ние во претходниот период низ историјата сме биле во нивен состав, како што се Османската империја, како што се бившото кралство Југославија и Србија. И тие документи после доаѓаат кај нас во разна форма, во хартиена форма, дигитализирани и да бидат пристапни за научниците не само од државата, него и од другите земји. Работата започнува прво со консултација со секторот за чување и заштита на архивски материјал, кој добива и барања од странки, така дознаваме кои фондови се потребни на научниците и истражувачите. Не нужно секој истражувач мора да биде научник, не мора само научната јавност да истражува, било кои приватни лица може да истражуваат за сопствени потреби, за сопствени едиции. Значи, во договор со нив и согласно важноста на фондовите, се прави програма тековната година за следната. Одбираме кои фондови ќе се работат. Прво имаме период кога се запознаваме со фондот, вртиме енциклопедии, интернет. Например, имаме богата збирка од лични и семејни фондови, мора да видиме кое е семејството. Правиме семејни стебла, кога ги работиме личните и семејните фондови, семејно стебло на семејството работиме, за да ги поврзаме работите. Прво правиме класификација. Класификација е поделба на документите по вид и по сектори, по организациони единици. Ако се работи за институција, тогаш по сектори. Потоа правиме систематизација, кога ќе ги распределиме документите по видови, внатре правиме тематски целини. Бидејќи не секој фонд го работиме аналитички, не можеме секој документ да го опишеме, мора да направиме прецизни, точно определени групи. Бидејќи опишуваме цела група, за истражувачот кога ќе бара да може според групата и датумот на настанување да го пронајде документот. Два основни принципа се на средување обработка, провениенција и хронологија. Од една размешана состојба се прави приказна која тече низ времето. Документите се средуваат според важност и согласно прецизна методологија. Финалниот производ е аналитички или сумарен инвентар.
Овој фонд се работи сумарно, се формираат групи и кои што се опишуваат точно, значи во една реченица, за да може подоцна кога ќе влеземе во самата апликација во која што работиме, да може со едно пребарување на клучен збор да можеме да дојдеме до тоа што го бараме. Работев и на фондот Скопска општина. Значи овој фонд се состои од 45 архивски кутии и 15 книги. Значи документите се оригинал, пишувани на османски јазик во ракопис. Значи граничните години на фондот се 1869 1912 година. Всушност и на 1 јули 1869 година е првата општина која е формирана во Македонија. Во својот состав, Државниот архив има лаборатории за конзервација и реставрација и за микрофилмување. Во нив има 11 милиони 280.450 микрофилмувани снимки. Според последните податоци, архивот е дом на речиси 13,5 километри филмски архивски материјал, како сведоштво и чувар на минатото и сегашноста, темел и светилник за нашата иднина. Бидејќи документот има свој век на живот, конзервацијата и лекувањето на архивската граѓа е доведена на специјализирана лабораторија за конзервација која годишно заштитува многубројни документи од пропаѓање. Ние не носиме маски ради ситуацијава актуелна, туку носиме маски за заштита на сопственото здравје и на здравјето на документите, бидејќи како што заболуваме, ние заболуваат и тие. Затоа имаме лабораторија каде што се лечат. Образец имаме и за тоа, додека работиме, на посебен образец ги бележиме документите што сметаме дека се оштетени. Но лабораторија и покрај тоа си ја зема цела кутија. Сепак стручното око нивно ќе определи кои документи се за лечење и како ќе се лечат. Овој документ е направен со машинска ламинација. Прворачно е подлепувано со специјална подебела хартија и потоа документот е подвргнат на машинска ламинација. Значи е ставен во сендвич, каде што прво се става фолија, па се става јапонска хартија и меѓу два пауз хартии се става во еден картон и се подвргнува во самиот апарат за ламинирање. Фолијата се стопува, се вградува во самата хартија и се заштитува самиот документ и му се продолжува векот на траење. И е многу подобра машинската ламинација од ова сега јас рачно што ја правам со филмопластот, пошто тука читливоста е многу појасна на овој документ. Поубаво се гледа текстот. А тука малку, пошто е рачно направено, и е малку позаматено. Чистењето го правам со специјални раствори. Во овој момент правам со 1% раствор на бариум хидроксид, за да се неутрализира хартијата, пошто хартијата е кисела и ние треба да ја направиме средината неутрална. И затоа правиме неутрализација со бариум хидроксид, може да биде и со калциум хидроксид, може таа неутрализација да биде и сува, а тоа е со калциум карбонат. Тоа е прав кој што се посипува документот. А ова е со водена. Ако се многу оштетени документите, ние правиме претходно капење. Капење во вода, па потоа неутрализираме, па го сушиме документот и продолжуваме со постапката после за конзервација и реставрација на документот.
Архивските записи се уникатни и единствени, поради нивната специфичност, автентичност и содржина. Имаат посебно значење за развитокот на македонската нација, култура и историја. Во нашите депоа може да се наоѓаат можете важни документи што се однесуваат на нашето минато, писма, документи, списи и фотографии на значени револуционери, линденци, писатели, просветители, уметници и други општествени дејци од поновата историја. Сега се наоѓаме во депото на Државниот архив, централен дел, и тоа се наоѓаме на 6-тиот кат. По целата должина на целата зграда, како што е од едниот крај до другиот крај на зградата, е цело депо. Депото е опремено со метални рафтови, каде што се чува архивската документација, дали сместена е во архивски кутии или пак во регистратори, и се по потреба овие метални рафтови се отварат за да може да има вентилација малку и да диши хартијата. Не може било кој да влезе, дури не може да влегуваат ни вработените од другите сектори и другите оделенија кои што работат во Државниот архив, туку само вработените од оделението за евиденција и заштита на архивски материјал. Само тие имаат дозвола, а ако има потреба некој друг да влезе, тој треба да влезе со посебно одобрение од директорот и со некој вработен од депото. Државниот архив со неговите 9 подрачни оделенија вкупно има околу 7874 фонда, или ако го измериме тоа во метри должински, тоа е негде околу 13 или 14 километри, или вкупно негде околу 57 милиони документи. Најстар сочуван документ е Евангелието на Свети апостол Лука, тоа е фрагмент од Евангелие на Свети апостол Лука, кој што е пронајден во еден семеен фонд робеви. Нашите вработени при обработка на тој фонд го имаат пронајдено тој документ и е од 12 век. Тоа семејство робеви биле многу познато семејство од Охрид, кој што тргувале со многу земји од тој период, па дури и со Индија, Персија и Европа, Азија и така. Ние имаме документација и од османскиот период. Значи, имаме најстар фонд, тоа се сиджилите. Сиджилите се судски евидентни книги и ги има околу 185 и се единствени на Балканот кој што се во континуитет и е заведен секој судски предмет. Значи, од тие сиджили може да се видат многу податоци за муслиманското и христијанското население и за сите нивни економски и социјални состојби што биле во тој период. Архивите низ Македонија се значајни и според збир на квалитетни документи, но и според архивски достигнувања. Архивот на Прилеп има богатство од 611 фондови преземени, кои што 604 се средени и обработени. Значи сме еден од првите архиви кои што напредува во архивистиката и во работењето, кој што е многу значајно за понатаму за истражувачите. Прилепскиот архив е ризница на документација, и тоа постара документација од турскиот, османлискиот период, па се до денес, што значи низ целото минато, низ сите овие векови и децении, архивистите собирале документација од секој период.
макар што била тешка задача за собирање на документација, знаејќи ги сите превривања низ државата, низ векови, останало дел од таа документација што е сочувана. Откривме во еден турски документ за ѕидот во Прилеп, општо познат за градот. Порано се мислеше дека бил Куршумлие Ан. Со тој документ се открива дека е изграден негде 15 век во османлискиот период, кога во 1892 година излегува овој точно документ османлиски во кој што се нагласува дека администратор од османлиската држава купува дел од Безистенот како негова собственост. Со тоа дознаваме дека внатре имало улички, дуќанчини и така натаму. Значи, тоа е многу битно нешто. Секој документ кој што е донесен во архивот или пак истражувала надворешната служба, ние добре дојден. Сето тоа е една историја не само за градот и за државата, една ризница на документација која што е богатство за нашата историја, нашиот идентитет, и преку нив ги пратиме сите промени, дали се тоа општествени, политички, економски, културни, просветни и така натаму. Охридското поднебје низ вековниот континуитет представувало вистинска културно-историска ризница на пишани документи. За жал, низ тој временски континуитет, средувањето на тие значајни документи започнува дури по Втората светска војна. Имено ако согледаме историјатот на Охридскиот архив, ќе видиме дека на 29 март 1951 година, всушност, извршниот одбор на Градскиот народен одбор носи решение за формирање на архива. Таа архива имала за цел да ги чува и да ги прикажува документите во однос на развојот во стопанството, во културата и во историјата. Токму, таа архива започнува со работа на 1.4.1951 година. Историскиот развој на градот Охрид всушност некако е поврзан со историскиот развој на архивата на градот Охрид и на архивот. Постојано архивот се зголемувал, како што се зголемувал и градот Охрид, па токму во 1977 година започнува да се удираат темелите на оваа зграда во која што се наоѓаме денес, односно во зградата на Охридскиот архив, а во 1979 година всушност е пуштена во свечена употреба. Имало доста видни дејци кои што се занимавале низ историјата на архивистиката во градот Охрид и видни охриѓани, пред се како прв директор е Видо Видичевски, потоа Павле Митревски, Наум Целаковски, Димитар Смилевски и многу други кои всушност ги поставувале стандардите на она што значи законодавно дејство на архивистиката, не само во градот Охрид, туку и на ниво на целата држава. Семејната историја е еден од приоритетите на Државниот архив. Па така преку издавачката дејност на архивот, приоѓајќи преку микроединици, односно семени стебла, преку макродокументи со општествено значење, се публикуваат истражувања и анализи, како и документи кои опстанале низ турбуленциите на историските настани. Исто така архивот во текот на неговото 70 годишно постоење може да се пофалиме дека имаме огромна серија на публикувани пред се документи. Таа бројка е над 250 книги и во многу томови, кои што се претежно документи кои што се однесуваат на историјата на Македонија, а се од различна провиненција.
Има од старословенски јазик, од османско-турски јазик, од старогрчки јазик и книгите се издаваат на македонски јазик, а од пред 4-5 години на албански јазик, така што исто така поседуваме библиотека кој што исто така има доста книги и секој научник кој што сака да ја проучува историјата во зависност од темата може да се обрати кај нас. Ние сме отворени секое време, се разбира од областа која ја проучува, може да ги користат и документите кои што се објавени и преведени од автори од наша страна, но и од автори кои што се од надвор од оваа институција. Публикувањето на документи и научно-информативни средства е една од основните функции на Државниот архив. Со тоа им даваме живот на документите и тие стануваат подостапни за пошироката јавност и истражувачи, а со тоа всушност вршиме нивна заштита, бидејќи во иднина би се користеле копиите, а не самите оригинални документи. Со издавачка дејност Државниот архив започнува далечната 1963 година со објавување на првиот том од серијата Турски документи за историјата на македонскиот народ и од тогаш па до денеска, како резултат на интензивна и континуирана работа, Државниот архив има објавено преку 350 едиции и одделни изданија кои што се однесуваат на важни историски личности настани, а и публикации кои што се од интерес за пошироката јавност. Во просек на годишно ниво Државниот архив објавува од 8 до 9 изданија. Сите наши изданија се објавени во каталогот кој што е објавен на нашата веб страница и сите заинтересирани може да го најдат таму. Изминатата година и покрај ситуацијата во 2020 издадовме 9 публикации, а во моментов се работи на неколку нови кои што се очекува да излезат во текот на 2021 година, меѓу кои ќе биде монографијата за 70 години Државен архив, јубилејот кој што го прославуваме на 1 април. Во контекст на издавачката дејност би го споменала и нашето списание Македонски архивист, кој што е списание од меѓународен карактер и меѓународно признаено. Редактирано е од еминентни професори од Институтот за национална историја и од Катедрата за историја на Филозофскиот факултет од Скопје, но и професори надвор од државата од САД, Русија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Во него се објавуваат не само текстови на македонски јазик, него и на еден од светските јазици. Имаме соработка буквално од секаде во светот. Поради превенирање и зачувување на архивските материјали, како и поголема достапност до граѓаните, предвиден е процесот на дигитализација. Досега се дигитализирани документи од османлискиот период, а следат старословенски ракописи, документи од старохебрејски јазик, како и документацијата од поновиот период. Што се однесува до осовременувањето и добивањето европски лик на Државниот архив, се залагаме за дигитализација на историските материјали и документи, со што тие би се заштитиле на некој начин, би се превенирале, но исто така истовремено би станале и многу подостапни до пошироката јавност, односно до сите оние историчари, студенти, аналитичари кои се занимаваат со историска проблематика, и тие би биле многу подостапни со тоа. Особено важно за Државниот архив што повеќе да се модернизира во таа насока. Ние имаме голема поддршка од владата во рамките на процесот на дигитализација, меѓутоа и во изнаоѓањето нов објект за Државниот архив, односно за создавање подобри услови за работа и за чување на документите кои се од големо значење за нашата земја. Се разбира дека во тие рамки ние даваме големи напори и сме во преговори со една земја членка на Европската унија која во многу ни помага и не поддржува за реализирање на тој процес на дигитализацијата на историските документи и материјали. Во Државниот архив има дигитализирано материјал само од османлискиот период и нешто малку од поновиот период. Тоа е направено со помош на нашите колеги од Турција, кои беа заинтересирани да ги дигитализираат тие документи и материјали од османлискиот период.
и се разбира копии ни оставија нам, за што им сме многу благодарни. А сега процесот на дигитализација се надевам дека ќе биде реализиран и отпочнат. Тој е процес кој никогаш не завршува, меѓутоа поинтензивно овие 3-4 години би требало да се одвива некаде од втората половина на годината, зашто ни се потребни, реков, со тоа ќе се овозможи и поголема достапност за пошироката јавност и до сите документи за кои се заинтересирани. Современата архивска дејност, која тежне кон модерен израз, на истражувачите се повеќе им нуди на користење копии на документи во дигитален облик, кои се користат како историски извори. Полека, но сигурно, нивото на професионалната свест кај архивистите се издигнува на повисоко ниво, со што во потполност ќе бидат во можност да одговорат на барањата пред целокупното општество во поглед на модернизацијата и осовременувањето на архивот како институција во секој сегмент од неговата дејност. Еден од продуктите на информатичката револуција е тивкото исчезнување на традиционалната архивистика. Современата архивистика подразбира прифаќање на сите појави на современата технологија, но и една нова, поактивна улога на архивот, кој ќе мора да биде вклучен во целокупниот процес на дигитализација, од создавање на дигитализираниот архивски документ, негово чување па до користењето. Архивот како институција од особено општествено значење се наоѓа во фокусот на глобалните информацијски промени и при тоа мора да обликува барем дел од својот материјал според барањата на интерактивните комуникации. Мора да ги понуди своите содржини услуги преку интернет, при што најчесто само дел од материјалот е слободно достапен до корисниците. Однос на новите законски решенија што се предвидуваат со новиот закон за архивска дејност, предвидуваме државниот архив во иднина врз основа на одржани обуки кај архивскиот кадар низ целата територија на Република Македонија, да архиварите се здобиваат со лиценци за своето работење, со тоа што би го подигнале нивото на самото архивско и канцелариско работење кај имателите на архивскиот материјал. Државниот архив е член на Меѓународниот архивски совет на Меѓународниот центар за архивско работење ИКАРУС. Архивот има подпишано и билатерални договори за соработка со повеќе земји во Европа, а посебен акцент се става врз прашањето на сукцесијата на архивската граѓа од поранешна СФРЈ, во чии официјални преговори е директорот на архивот доктор Емил Крстевски, како официјален владин представник. Државниот архив има интензивна меѓународна соработка и дека ние имаме подпишано договор како институција, владина институција, подпишано договор со државни архиви на над 20 на земји, со кои соработуваме и одржуваме редовно контакти, се разбира. Испраќаме наши експерти во странство на студиски престој од месец, 2 или 3 во значајни места, кај што значајни пунктови и градови, каде што може да се најдат документи за историјата на нашата земја, за Македонија. Исто така, Државниот архив е член на Меѓународниот архивски совет со седиште во Париз и на Меѓународниот центар за архивска анализа со седиште во Виена, ИКАРУС, со кои и со многу други организации и институции соработуваме. Меѓутоа, оваа година и нешто во време на пандемија, малку се намалија тие активности, но се уште функционираат тие Zoom конференции, Zoom средби, кои ни овозможуваат да бидеме во тек со настаните, со она што се случува во рамките на функционирањето на било кој државен архив во Европа и во светот, се разбира. Сакам тука да потенцирам дека за жал, ние сме хендикепирани во однос на таа комуникација од пандемијата и со
земјите од поранешна Југославија, бидејќи според договорот за сукцесија на земјите од поранешна СФРЈ, анексот Д е задолжен, директорот на Државниот архив е назначен од владата официјално да биде представник во тие преговори за сукцесија на архивската граѓа, односно за дигитално преземање на документите, материјалите што ги поседуваат историскиот, граѓанскиот, дипломатскиот и воениот архив во Белград. Тоа сега, вие знаете дека тоа си бара и физичко присуство таму. Ние имаме дигитализирано некои документи од дипломатскиот архив, меѓутоа тоа не е доволно и сега сме во фаза на преговори со Европската унија да ни овозможи средства и услови за да можеме тоа што побрзо да го направиме и да ги збогатиме нашите депоа. Државниот архив има свој почеток, но нема крај во својот развој на дејноста која ја извршува. Заштитата на архивскиот материјал, неговото средување, обработка, истражување, користење и негово публикување. И како светилник во морето на факти ја осветлува сегашноста заветена од минатото.